Сега да ви одговорам за името. Затоа што секогаш кога ќе се донесете во тесно, идете на ниски страсти. Тоа е убедливо најголемиот пораз што овој народ го има доживеано. Сите ние тука, некој повеќе и од мене, знае како дојде до тоа и ние сме кажале дека тоа предавство кое што беше донесено со силна меѓународна поддршка и за кое што се надевавте дека вечно ќе владеете, тој што седи позади вас господинот, седеше тука и им велеше ајде малку радосно, не поминавме добро на референдумот, го донесовте и за уши влечевте 8 луѓе тука во собранието. Каде беа картичките на тие 8 луѓе кога требаше да гласат? Не ги веднете главите. Каде беа тие луѓе пред да дојат тука да гласат? Знаете каде? Во хотел Мериот. А знаете што кажа Венко Филипче пред неколку дена? Ке го срушиме системот ало началниче. На кој началник тогаш му се јавувавте да ги носи тие 8 луѓе? Како се викаше тој кој што во 1 саат го пуштивте од притвора, во 8 саат беше тука да гласа? Зашто му се јавувавте началникот за со оружје пред неговите деца го тера да доаѓаат тука да гласаат? Знаете тогаш која беше нашата политика? Се сеќавате на култниот филм на Љубиша Ѓоргиевски Републиката во пламен? Тогаш актерот Ристо Шишков кажа една култна реплика: ќе му се заканеме на светот, па макар и за миг. Тогаш знаете ние што направивме? Излеговме и на сите кои што тука доаѓа им кажавме дека тоа ние не го поддржуваме. И не го поддржуваме. Еве ви, не го поддржуваме. И што значи тоа? Тоа значи огромен национален пораз за овој народ. Лекција која што вие не сте ја научиле. И доаѓате тука и кажувате вие така кажавте, сега така кажавте. Тоа кое што тогаш го направивте на овој народ, знаете со што се граничи сега? Тоа што паметниот се срами, некој друг ете се гордее од истото. И го кажувате тука дека некој од нас требало да му биде срам. И срам ние. Знаете зошто? Затоа што сега кога се обидуваме нешто од тоа да спасиме, за кој што вие го следевте тој што кажуваше дека треба да Свитка Кичма подпишуваше, вие ги рушите позициите кажувајќи ги ајде да смениме тоа анблок. И тоа ќе остане. И ние тоа сме го кажувале. И тие се работи кои што некој ги подпишал и обврски за кои што над 1 милион луѓе во оваа држава се силувани секој ден по националното достоинство за тоа да го направат. А вие зашто го правевте тоа? За да останете на власт, за да ве тапшаат по рамо, за да тој кој што продаваше пиперки на некој пазар, кој што крадеше струја во семејната куќа, да остане уште години на власт. За тоа го направевте вие тоа. Затоа ние не сме исти. Затоа ние не можеме да се разбереме. Од 45-та година навака. Знаете што? Во Македонскиот архив има еден том на книги кој што се вика Црните страници на УДБА. За да постои жртва треба да има и шпион и колаш. Треба да има и продавник. Затоа ние не можеме да се разбереме на таа тема, затоа што од таа година до сега ние сме на различна страна на историјата. Благодарам.